Со 16 министерства со ресор, 6 без ресори, 5 вице-премиери, владата предводена од Зоран Заев останува рекордер по бројност во регионот и воопшто во историја на Македонија. Предизборното ветување за мал ефикасен владин состав остана на алибди само во минатото. Наместо кратење на функциите, владата со најнова одлука од вчера донесе уште едно вице-премиерско место за најкритикуваниот старо нов министер Садула Дураку. Но и премиерот ја превзема функцијата министер за финансии до избор на новиот министер. Повикувајќи се на чиновиот законот за влада, портпаролот Хоџа призна дека наредбите во финансии ќе ги дава Заев, а заменичката Елизи ќе го става подписот на сите документи. Премиерот на владата на Република Северна Македонија ќе ги насочува овие надежности, а сите овластувања во Министерството за финансии и припаѓаат на заменик министерот за финансии. Во овој случај господината Сирите Елизи првиот заклучок е дека премиерот на владата на Република Северна Македонија ги управува одлуките на владата во областа на финансиите и финансиската политика и остварување на програмските цели согласно член 11 став 1 и став 2 и член 35 став 1 од Законот за владата за работата на владата на Република Северна Македонија. Најпластично тоа значи дека Заев ќе кажува што треба, а Елизи ќе подпишува. Практично. Владиниот гласноговорник нема конкретен одговор. Која е оправданоста за големиот број на функции во кабинетот? Вели, таква била процедурата. Во предизборието тогашната опозиција, а сегашна власт, токму кретењето на министрите и претениците го продаваше како еден од главните адути за превземање на функциите. Министерката Шекеринска во 2015 убедуваше дека владата нема да ја сочинуваат повеќе од 20 члена. Бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20. И ќе гледаме тој број да се намалува. Споредбено со Словенија, владата има вкупно 17 члена, во Естонија 14 министри, Швајцарија само 7. Од земјите во регионот, најблиска ни е Србија, чија влада заедно со премиерката брои 22 члена. Владата на Бојко Борисов во Бугарија е составена од вкупно 19 министри и вице-премиери. Во Хрватска има 20, а Косово, кое е слично по бројот на жители, има вкупно 15 члена на владиниот кабинет. Земјава предничи по бројот на пратеници по глава на жител. На секој 16.000 граѓани доаѓа еден пратеник. Во Германија, на пример, има еден пратеник на 127.000 жители, во Србија еден на секој 29.000, а во Словенија по еден на секој 23.000 граѓани.